Почитувани, списокот на ветеното, а не оствареното не започнува и завршува со земјоделството, здравството и економијата, туку напротив, тој список е далеку подолг. Социјалдемократскиот сојуз споменатиот список денеска го надодградува и проширува со изнесување на факти за уште едно од неостварените ветувања на Груевски и ВМРО ДПМН. Денеска продолжуваме со железницата. Имено станува збор за проектот наречен Надградба и модернизација на железничката мрежа. Проект за кој најпрво во обичната, но подоцна и во онаа проширената портокалова преродба беше напишано цело едно поглавје. Проект за чија реализација беа предвидени милионски суми буџетски средства и странски донации. Проект кој во предизборието од страна на Груевски и портокаловата гарнитура беше најавуван и ветуван како една централна преродбеничка активност. Проект кој подоцна дури и прерасна во лична заложба на избраниот надлежен министер Миле Јанакиевски. Проект кој дури и по 4 години од денот на надавањето ветување за негова реализација од страна на ВМРО ДПМН пред целата македонска јавност останува да биде не само незавршен, туку и незапочнат проект. Станува збор за уште едно од многуте неостварени ветувања на ВМРО ДПМН. Поради неостварените ветувања во овој сектор се случија неколку железнички несреќи. Се случија излетување на возови од шините, судари на возови со автомобили, настанати како последица на лошата сигнализација и небезбедните железнички премини. Денес, поради неисполнетените ветувања за преродба во железницата, имаме слика на дотрајани локомотиви кои никогаш не стигнуваат на време. Имаме руинирани вагони, исполнети со непријатна миризба, неремонтирани и без сертификат за безбедност. Имаме блокада на железничкиот сообраќај и штрајкови на вработените во железницата како одговор на намалените и неколку месеци неисплатени плати, за што впрочем и управата за јавни приходи реагираше и најави соодветни казни. Имаме констатации на Државниот завод за ревизија за откриени низа неправилности и ненаменски потрошени средства во македонски железници. Имаме намалување на обемот на работа и лоша финансиска кондиција на македонски железници и директорски смени. Сепак, одговорот како од надлежните во железницата, така и од министерот Јанакиевски се сведе на бегање од одговорност и давање на непоткрепени популистички изјави од типот безбедно е да се патува со воз во Македонија. Еве ги фактите. Ветената изградба до изградба на железничката пруга по должина на коридорот 8 Куманово, Белјаковце, Деве Баир према Бугарија, иако требаше да заврши во 2012 година, не е ниту започната. И покрај тоа, како што и самите од ВМРО кажуваат, обезбедиле средства во висина од 2,8 милиони евра за изработка на физибилите и студија за проценка на животната средина, и секоја година одвојуваат милионски суми од буџетот на Република Македонија, процесот на започнување и изградба на коридорот 8 сепак целосно стагнира. И покрај ветувањата на ВМРО за реализација на проект кој подразбира модернизација на железничката пруга по должина на коридорот 10, пругата се уште се наоѓа во првична катастрофална состојба, без соодветна сигнализација, стари и дотрајани шини. Владата планира да ја задолжи Република Македонија за 17,6 милиони евра наменети за модернизација на коридорот 10, меѓутоа за подсетување, наместо овие пари владата да ги земе со кредит, можеше да ги пренамени средствата наменети за реклами, токму за реализација на овој проект модернизација на коридорот 10. Реализација на проектот на купување на најмалку 100 нови вагони и репарирање на постојните ВМРО го вети до крајот на декември 2009 и за истото тврдеше дека обезбедила средства во висина од 2,2 милиони евра. И по 4 години од даденото ветување, новите вагони се уште не се стасани, а старите останаа необновени. Проектот на воведување на електронска наплата на билети во патниот железнички сообраќај, предвиден за септември 2009 година, очигледно го одложија за некои подобри времиња.
Финализацијата на дел од наведените проекти требаше да биде во 2009 година, а дел во 2012 година. Но како и да е, ниту еден од нив не е ниту започнат. Едниот датум е веќе изминат, а до оној другиот 2012 година остана само уште една тековна година. Единствено што е направено во железниците е реализација на проектот за нејзина катастрофална трансформација, процес кој дополнително ги влоши и така лошите состојби во железницата. Гледајќи ја реалноста со која Македонија и нејзините граѓани се соочуваат денес, во 2010 година, тоест по цели 4 години владење на Груевски и неговата портокалова влада, за жал, единствено што можеме да го заклучиме е дека списокот на однив, ветеното, а не остварено, на започнато, а не довршено, е далеку подолг од оној на реално изграденото и во корист на државата оствареното нешто. Можеме да заклучиме дека целата преродба всушност представува една голема портокалова лага, маркетиншки трик и добро фатен кадар на фрлената лопата и пресечената лента. Најавената преродба прерасна во синоним за лажни ветувања, а реализацијата на во неа содржаните проекти е поистоветена единствено со поимот неостварено и ништо повеќе. Ви благодарам. Дали имате некои прашања? Па со ваквата одлука и објава на истата во службен вестник, владата признава дека должи на стопанството на Република Македонија, признава дека нема намера да ги врати долговите кон стопанството и трето, со одлуката да го вратат долгот во 2012 година, покажува дека владата на Груевски и ВМРО ДПМН се спремаат да си одат и да ги остават долговите на некоја наредна влада.